Благодарам, почитувам председател. Полека стигаме до финалето. Значи веќе знаеме која е комисијата. Таа е политичка комисија која треба да одработи или политички или криминогено. Веќе стигаме до еден друг став од истиот член 40. Во членот стои врши јавно отварање. Што бараме ние? Ние бараме покрај јавното отварање во членот во текстот да стои јавно отварање на документите за способноста на понудувачите од член 41 став 3 од овој закон, јавно да се отвори и да ги соопштат на глас финансиските инвестиции од финансиско-инвестицијската програма на понудувачот. Зборов за финансиските инвестиции. Зачено? Каде што баравме да бидат регулирани минимумите. Не го прифати тоа владата. Сега владата не прифаќа ни јавност. Понудуват повеќе здруженија своји тендерски документи, јавно ќе се отворат, меѓутоа јавно нема да се прочитат тоа што стои во програмите, односно во финансиските понуди. И овде ќе се остави простор за манипулација. Ако тоа јавно не се направи, ќе се прочитат само финансиските понуди, кој колку нуди, меѓутоа не и детали од програмите, од финансиско-инвестиционите програми. И овде постои сериозна можност за манипулација. Понатаму, знаеме во оваа држава се е можно, некој може да ги фабрикува, да ги штелува, да ги доработи и сето тоа да го спакува онака како што му одговара, за законски да го покрие криминал. Зашто ова го кажувам? Затоа што ова е веќе јасно на сите партиска комисија. Затоа што ова е веќе партиска комисија. Затоа што ќе немаме транспарентност на процесот, нема јавно да бидат прочитани сите понуди од финансиско-инвестицијската програма и доаѓаме до клучниот момент. Дали вака ќе добиеме реален приказ на понудите? Според моје длабоко убедување, не. Постои можност за фабрикување, додавање документи, давање нови финансиско-инвестициони програми и така натаму. Штелување на резултатите. Затоа е многу битна оваа комисија. Бев спомнат во претходните реплики. Затоа е битна, затоа што овде во суштина ќе се одредат идните концесионери. Затоа што таа петочлена комисија, политичка, ако знаеме дека 3 години се пролонгираше давањето на концесии со специјални закони кои не се уставни, сега доаѓаме до ситуација кога се натрупани многу концесии кои треба да се дадат пред избори со во наводници европски закон кој генерира, видите што? Можности за злоупотреби, можности за манипулации, можности за криминал. Односно, ќе се даде на подобните, ќе се даде на тие што ќе корумпираат. Затоа баравме овде да има член представник од науката. Бев спомнат, иако тоа не го фатија камерите, најмалку јас ке сум член во оваа комисија, затоа што имаме катедра на Шумарскиот факултет која се занимава со оваа проблематика. И сигурно дека ќе имат представници во квалитетни луѓе кои можат да бидат да се носат со оваа проблематика. Ние тоа не го сакаме. Ние сакаме политичка комисија која велиме може да бидат тоа правници кои ќе ја завршат работата. Која е работа? Таа комисија ќе прави евалуација на понудите. Не е правничка работа да евалуирате работи од ловството. Овде ќе бидат дадени вакви стручни мерки, онакви стручни мерки, ќе бидат дадени многу бројки. Како членовите на таа комисија кои немат стручност од ова проблематика ќе го оценуваат тоа? Кои правници ќе го оценат тоа? Треба да ја завршат студиската програма по ловство и ловно стопанство, за да може да еволуираат стручна програма.
финансиско-инвестициона програма. Таму има само стручни работи. Не можете да, никој не може да му убеди дека овде не е клучот. Целата приказка, моето поаѓање околу овој закон, дали ловството ќе го дадеме на ловни здруженија кои имаат добри резултати и кои можат да се носат со проблематика. За тоа да го направиме, мораме да знаеме кои се добрите и мораме да знаеме што понудуваат и да го направиме вистинскиот избор. Ако тоа не го знаеме, врз база на стручни, мерливи податоци, ние влегуваме во партиско-финансиски приказни. И ќе заврши ова како што ќе заврши. Не во интерес на ловството, не во интерес на дивечот, не во интерес на заштита на природата, туку на бизнес интерес. Тоа е проблематичното. Значи, со овој член, да се задржам на амандманот, бараме јавно да се прочитат сите параметри од финансиско-инвестиционата програма. Што има лошо тука? Ако се прочитат, ако тоа е јавно достапно до конкуренцијата, ќе знаеме, тоа е мерливо, еволуацијата ќе биде само продукт на нешто што е научно мерливо. Иако нема да биде таа стручна комисија, верувам, ако се има добра волја, членовите од Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство, односно од секторот шумарство, ќе ги помогнат во тој дел, да се направи добра еволуација. Меѓутоа, ако веќе тргнеме, нема јавност, нема стручност, доминантно во комисијата се нестручни кадри и тогаш доаѓаме до ситуација како одлучува секоја комисија. Со надгласување. Кој е за, кој е против, кој е воздржан. Ако имаме спротивставени мислења. Колку и да сакат колегите од шумарството тогаш да ја задржат, да ја закочат ова поставка, ќе бидат надгласани. И секогаш ќе бидат победени во однос на партиските, во однос на бизнес интересите. Тек трето ќе дојде стручност. А не ли баравме стручност, баравме стручност за да го подигнеме ловот, за да ја заштитиме природата, за да го заштитиме дивечот, за да направиме од ловот успешна приказка, за да го подигнеме тој ловен туризам на едно повисоко ниво, да ја промовираме државата со висока еколошка свест, да постигнеме европски параметри, европски норми. Ова нема да се случи. Колку и да се колегите во секој случај заинтересирани за ловот, ќе бидат надгласани. Тоа е проблемот. Новие 3 последователни членови ќе го коментираме и последниот. Благодарам.